За прв пат оваа сезона со мојата дама. Теодора Ѓорѓевска, денес готвиме со теа. Дарко ќе ме фотографира за нашата група на social media influencers. Ќе ги поздравиме сите кои што не гледаат во моментот. А инаку, оваа дама, кога бевме на едно наше приватно патување, прв пат ја запознав и знаете кога ќе ве освои човек, онака баш ќе ве освои. Се сеќавам дека заедно наздравивме за оваа награда, кога ти соопштија фудблогер инфлуенсерите кои што беа на самитот и теа ја доби оваа награда и признание за топ 5 регионални како да кажам фуд инфлуенсери сега инфлуенсери за храна. За храна, да. И вака изгледа оваа награда и се сеќаме седнуваме на едно така убаво местенце таму во Турција и таа викна и вели: "Дечки, ме избра." Ја добив наградата. И еве ја наградата официјално, не можеше физички да присуствуваш. Каде беше изборот? Да, во Босна. Во Босна? Да. И таа физички не можеше да присуствува, меѓутоа само исподели дека ја добила ова пазнание и многу значајни пријателка ми ја донесе. Благодарам што ми ја донесе и еве сега може да си ја прикажувам вака сите да гледат. Сега ќе си ја промовираш низ медиумите, затоа што заслужуваш. Знаеш дека не сум те прашал, еве тогаш на тоа патување, дали од играчка дојде целава идеја со готвиме со теа пред неколку години, бидејќи знам дека си вешта во кујна. Во суштина, да. Јас ствари како мала сум сакала многу да готвам и имам слики нели како на мајка ми помагам подкачена на столче, како сега и син ми што ми помага мене по дома и ќерка ми. Сите го поминавме тој период. Да. Меѓутоа, спонтано дојде целата приказна заради тоа што почнав да си ги објавувам на мојот приватен профил сликите кои што ги правев од готвените јадења. Понатаму еден пријател ми даде идеја да отворам профил каде што нели ќе ги прикажувам малку по убаво сликани. Се сумниваше? Дали ќе успеам, што ќе успеам? Не знаев што ќе се случува, заради тоа што инфлуенсерството кај нас се уште е непозната тема за многу луѓе, ама ете така од да речам пасија кон гастрономијата, што велиш? Креативно готвење по дома и за мене тоа ми исполнува. Не го очекував тоа дека ќе ми стане работа. Има и на нели позната изрека, американците користат no expectation, no disappointments. Значи кога апсолутно без очекување нема разочарување, така кога ќе си го пуштиме и тоа некако си доаѓа спонтано, да. Ама кога ќе размислиш на нешто, сакам да го добијам, сакам да го имам, тоа само го испракаш подалеку од тебе. Да. Имаше многу луѓе кои ме препознаа фирми сега. Знам дека и не треба да кажувам кои фирми. Мислам дека успешноста на платформата Готвиме со теа е всушност тоа што мислам дека остана конзистентна, отчетна и многу лојална кон Па да, имав малку периоди кога правев пауза заради тоа што бев бремена, па едно дете, второ дете и така тој период малце ми беше потежок, не можев да обслужам се. Ама гледам да бидам тука и присутна и фала на сите што ме следат, што се тука за мене да ме поддржуваат. И ние те следиме. Додека ние ќе готвиме чизкейк во чашки со теа, веќе имате прилика вака илустративно да уживате секако во нејзиниот дом, во овие meal preps или подготовка на оброци кои што ги има таа споделена на платформата. Вистина си создаде личен бренд. Да. И пак ја кажам, само со љубов, готвење со љубов и доаѓаат овие да речеме и поддршка од најблиските. И најблиските. Имено. Така што вистина ќе ти честитам за сите овие работи кои што ги правиш, затоа што ги користиш социјалните медиуми, технологијата мудро и паметно, квалитетно. Со оглед на тоа дека утрово кажавме ви со Јагода и Стефанија кои што дојдоа од ССС-ско село дека сигурно и ти тоа ќе го забележиш од толку голема масивност и присутност на што не низ медиумите, веќе мислам дека се придава таква големо значење на една голотија, на таков еден башибозук. Ретко денеска вака контент да се задржи да ти направи, што се вели, убаво на душа. Така што дадете поддршка на Готвиме со теа. А ова што велиш со компаниите и фирмите, мислам дека тоа доаѓа според заслуга тоа што веќе ти го правиш тоа баш како што треба професионално. Да. Опремена си дома, знам. Па, твоја дома и студио. Кујната ми е мала. Кујната ми е веќе мала заради тоа што имам премногу садови. Посебно за еден рецепт за да се спреми ми треба различни садчиња, не можам цело време да ги мијам, нели треба да прикажам повеќе состојки во садчиња, па просторот ми е мал. Се ширам на една на друга страна. Ама барем е сети на дофа тука некако. Да. Ќе дојат и во времења за уште поголеми кујни. Па дај Боже, да.
Сега во моментот треба да ги израснеме маличките. Да. За те тука викаат дека треба дури во помала квадратура да се функционира за да може се достапно и лесно и безболно. Денеска правиме чизкейк со теа вели за жал ние сме инхибирани бидејќи ние немаме нели грени тела и така натаму, меѓутоа ние ја користиме под нашата кујна за вакви паметни рецепти. Скоро објавив еден рецепт на Инстаграм каде што со истите состојки направив ролат. И сега, бидејќи тој треба да се стави во фрижидер и да стои подолго време за да може после убаво да се сече, сега јас истите состојки ги користам како опција за чашки, што е полесна варијанта. Прво ќе треба да го изматам овако шлак хоплата со крем-сир. Така, ова имаме крем-сир, да знаете, ова е крем-сирот. Сега може во замена за крем-сирот да се стави маскарпоне. Јас вчера во брзање не можев да успеам да најдам. Ама ова е добар субститут, ова е замена добра. Ама ова е и полесно и подостапно за сите. Така е, супер. Значи крем-сир со хопла, така теа? Да. И ве ставаме. Состојките ни се, сега не знам како беше соодносот прилика, ама меѓутоа. Тука имам ставена мала хопла, таа мислам дека е околу 200 мл. И еден крем-сир, тоа е 200 грама. Значи 200 со 200 прилика. Готово, супер. Сега само можно да почне да прска. Ја ова го правам. Сега сме безбедни. Сега престилка немаме. Следна сезона унифицирано и тоа ќе го направиме. Па јас не се земав престилка затоа што малце поспонтано ќе биде ова, нема да има класично готвење. Меѓутоа бидејќи си ми прекрасно облечена. Не, тамана нема, да. Ја дури така ќе направам. Да, сега вака може во ова да ми ставиш 2 лажици шеќерова прав, заради тоа што крем-сирот е нели малку посолен. Да добиеме блажина, да, добра, супер. Ти благодарам. Супер. Инаку ќе се земете вакви чашки и во ова ќе го сервираме. Инаку има ова ми од сестра ми рецепт. Значи чинам дека таа малку го модифицира рецептот од Джени Оливер, кој што не знам дали прочита дека ќе отвара ресторан во Црна Гора. Не прочитав, фала ти за информацијата. Така што ако појдете на одмор во Црна Гора, да знаете дека може да појдете во ресторанот на познатиот Джени Оливер. Сега ќе ви излажам, не знам како беше соодносот, меѓутоа исто така се земаат пишкоти, обично млеко. Епа еве сега имаме и ние тука млеко. Ќе ги натопиме, така? Да. Супер. И знам дека соодносот беше едно канче кисела павлака со 2 лажици мед. Тоа се мати, се натопуваат пишкотите и одозгора потоа се мели шунсковише и така. Баш од него гледам рецептот. Да, сега јас ќе скршам на пола да поубаво да може да се стави во чашката. Одлично. Едноставно и брзо, ова е баш летен рецепт. Ќе ви заштеди време и енергија за која. Сега излагуваат различни овошја, прво нели се јагодите, понатаму како ќе излагуваат другите овошја, може со било која друго овошје се прави. Одлично. Кога сме кај јагодите, нема намалување, мислам дека на цената на пазарот. Оваа година јагодите држат цена. Тоа дефинитивно многу мина го забележа од нас. Меѓутоа имаше убави податоци за јагодата, нели во пресред секој пат на сезоната. Кои се придобивките? Мислам дека има тоа е овоше кое што најмалку содржи шеќер од сите црвени плодови. Да. И повеќето од луѓето го сакаат. Мислам дека е латни голте, немате престан со јагоди. Јадете и не престанувате. И ќе направиме 4 чашки. Да, сосема. Доволно. Да може сите да пробате. Земавте оддишка малку за време на одморот? Па да, убаво ми дојда одморите сега, периодов. Сега малце ќе правиме пауза од одмор. Ќе одиме малку на викендица. Супер. Таму децата малку да си играат и здравје се надевам септември дека ќе имаме пак прилика да одиме. Некој продолжение, да. Мислам дека е најбавиот месец. Па додека е топло да искористиме. Да. И многумина, да речеме, од овие летни дестинации веќе мили некако самата топла е веќе стоплена од месеците претходно. Да. И вистина и помалку гужва. Супер. Значи чизкейк денеска со готвиме со теа, брз, лесен рецепт, летен за сите вас
Ова убаво би било нели да се излади, ама ние бидејќи немаме фрижидер, ќе го пробаме вака како што е директно. А инаку ќе си го ставиме во ладилник и практично сме направиле и декоративно изгледа. И декоративно изгледа, да. Овде може малце да додадам. И јаготчиња ќе сецкаме да знам. Јаготчиња, да, имаш некоја даскиче да може да исечкаме или? Добро. Повели? Ти благодарам. Еве јас ќе го наполнам уште едното. Додека ти го правиш. Па може. Со тоа ќе го заокружиме и оброкот на денот. Само ќе ја натопиме пишкотата и инаку колка беше конкуренцијата за Social Media Summit-от? Искрено не знам, затоа што... Ти беше единствена од Македонија, така? Да, од Македонија бев единствена. Ми пиша дека сум одбрана. Не знам каков бил изборот и која била категоризацијата, ама им благодарам за наградата. Навистина ми значи. Како не значи? Мислам, тоа е уште една потврда за работата која што... Интересно, некој пат, нели го зборевме, ќе работиш се што можеби некој пат ќе направиш некакви компромиси, преседани, меѓутоа некој пат сериозно професијата нам не избира во животот. Да, точно. Не знаеш што ќе ти затрупа на врата. Точно така, да. Така, јас немам ништо поврзано со храна од аспект на едукација и школа, нели? Меѓутоа, љубовта и тоа што сум сакала да истражувам ме натерало да научам многу нови работи и да, не знам колку другите ме гледаат дека сум вешта, ама со тоа што имам толку голема публика, нели самото се кажува дека на луѓето им значи тоа што им го покажувам. Да, некој пат нема потреба нели од формално образование, особено па за кујната кај што можете вистина вештина да имате. Барем тука во поле прекрасно. Ќе се видиме уште многу дружби и од следната сезона. Да, обавезно. Знам дека ќе благодарам што ме покани да бидам гостин денес. Во секое време. Во секое време. Поздрав до целата наша екипа која што може би не следи. И ги поздравиме другарите и пријателите. Да. Ќе се видиме за скоро ние. За скоро со нив. И да се видиме јас и ти да направиме некој контент. Обавезно. Многу би сакала. Тоа еве го денес рецептот чизкейк со готвиме со Теа. Ќе кажеме бон апетит на сите. И да ти благодарам. Благодарам уште еднаш за поканата. Беше исклучително вистински вака привилегија и чест да ти имам за прв пат, иако си била пред неколку години во Телма, ама еве со тебе да ја закружиме речиси и ова нова сезона. Ти благодарам уште еднаш. Следете ја готвиме со Теа, живеете секако и на сите вас на здравје оброк.